На Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Нафтени компании и политичари бараат суд да ја поништи забраната на председателот Обама за дупчење нафта во длабоките води на заливот на Мексико. Деталите во продолжение. Федерален судија вети дека до утре ќе одлучи дали да го укине 6-месечниот владин мораториум за подводно дупчење во Мексиканскиот залив. Председателот Обама ја издаде забраната на 27 мај како реакција по експлозијата и пожарот во кој загина 11 лица на нафтена платформа, при што започна неконтролирано излевање на непреработена нафта од еден од подводните извори. Критичарите на привремената забрана велат дека таа ќе се одрази со тоа што илјадници лица ќе ги загубат работните места и дополнително ќе ја погоди економијата на регионот. Белата куќа го свика главниот американски командант во Авганистан, генералот Стенли Мекристал, да се врати во Вашингтон и да ги објасни коментарите во кои тој и неговиот персонал го критикуваат председателот Барак Обама и други членови на неговата администрација. Во напис објавен во најновото издание на популарното американско списание Rolling Stone, помошници на Мекристал наведуваат дека тој за првата своја официјална средба со Обама во Белата куќа рекол дека не била ништо друго освен 10-минутна фотосесија. Ова е само дел од контроверзата во врска со Мекристал што продолжува да се развива. Американецот Фейзал Шахзад, кој е роден во Пакистан, се изјасни за виновен по сите основи на обвинението за неуспешниот обид за активирање автомобил бомба на њујоршки Таймс Сквер. Аналитичарите велат дека њујоршката берза и другите пазари реагираат по соопштението на Кина дека нивната валута ќе добие во вредност наспроти доларот. Критичарите тврдат дека Кина вештачки ја држала својата валута на ниско ниво за да го поттикнува извозот. Посилен јуан ќе го направи увозот, особено на американска стока, поприемчив за кинески купувачи. Следниот прилог објаснува. Од Нью Йорк до Хонг Конг акциите пораснаа во понеделникот по соопштението од викендот дека Кина ќе дозволи на својата валута послободно да се разменува, иако во рамки на мал простор. Аналитичарите го поздравија потегот, велејќи дека јуанот бил врзан за доларот речиси 2 години. Ван Као е главен економист на UBS во Кина. Тајмингот изгледа добро, бидејќи кинеската економија е силна и глобалното опоравување е прилично јасно и покрај сите неизвестности поврзани со европската должничка криза. Многу просечни кинези ги поздравија вестите, велејќи дека тоа ја зголемува нивната куповна моќ. За нас ќе биде поевтино да купуваме и да патуваме. Ако јуанот порасне, за нас е подобро. Како што очекуваа аналитичарите, размената на кинескиот јуан порасна и во понеделникот беше највисока за последниве 5 години. Тие велат дека и покрај скокот очекуваат реформата на разменската стапка да биде постепена. Жоу Шијан е виш соработник во Центарот за кинеско-американски односи на Универзитетот Цинхуа. Со реформата на валутата треба да се зголеми флексибилноста на јуанот, но тоа не значи драматичен пораст. Потегот на Кина се случува во време кога лидерите на групата 20, што ги представува најважните економии во светот, се подготвуваат за самитот на крајот на неделава во Канада. Кинеската валутна политика силно беше критикувана од државите, кои сметаат дека кинеската валута била потценета за сопствена добробит на Кина. Џон Хацман, американски амбасадор во Кина, вели: Со ова се симнува од маса иритантот од американско-кинеските односи. Пекинг од сега ќе го врзува јуанот за кошница валути, а не само за доларот. Легендарниот подводен истражувач и филмски режисер Жак-Ив Кусто е роден пред 100 години, на 11 јуни 1910. Да се прослави животот и оставината на овој знаменит човек, National Geographic Books објавува мемоар од неговиот најстар син Жан Мишел, основач и председател на Ocean Futures Society. Фаизел Мастри од Гласот на Америка зборуваше со него. И веа приказната. Да се расте со авантуристички татко, кој сакал да го истражува светот под морските бранови, било возбудливо.
Како дете кога за прв пат ставив резервоар на грбот, имав 7 години. Мојот сега починат брат имаше 4,5. Тргнавме во истражување на Медитеранското море. Уште од рано, татко им ги учал. Не го користете океанот како канта за отпадоци, како универзална канализација, зашто тоа не одржува во живот. Во мемуарот "Татко ми, капетанот", Кусто зборува за нивниот однос. Татко ми се разбира ми беше татко, но и пријател на многу начини. Кога работевме ми беше и шеф. Тие улоги постојано се испреплетуваа. Жан-Мишел Кусто веле дека татко му од секогаш сакал да види повеќе, да оди подлабоко и да остане таму подолго. За тоа да го постигне, креирал направи. Тоа му даде слобода да плива како риба со камера и да го снима тоа што го гледа. Тога свати дека го злоупотребуваме океанот, но дека луѓето надвор тоа не го знаат бидејќи никогаш не виделе што има таму. Тоа бил моментот кога татко му сватил дека има мисија. Мисијата беше да пренесе на што е можно повеќе луѓе што се случува таму. Постојано ми велеше, луѓето го чуваат тоа што го сакаат. Треба да им го овозможиме тоа и тие ќе се грижат за океанот. Жак Кусто направи десетина филмови и документарци и е добитник на 3 Оскари. Жан-Мишел Кусто ја продолжува неговата мисија. Во моментов работи на телевизиски проект за масивниот одлив на нафта во заливот на Мексико. Гледајте на и утре, остануваме на истражувањето на океаните. По одбележувањето на 100 години од раѓањето на Жак Кусто ќе одбележиме и друг јубилеј, овој пат потфат на американската морнарица. Утре во Newsflash, 50 години од пионерското истражување на океанот, никогаш не повторено, во најдлабокиот дел на Пацификот крај брегот на Гуам. Разговор со копилотот на подводното возило. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.